дека неколку музичари успешни од нашата земја во музеот на македонската борба в четврток понеделник ќе одржат голем концерт. Деталите за себе ова ги дознаваме токму од нив, дел од нив се гости во студиото 3 на македонската телевизија. Велам добро утро за професор Билјана Петровска, добре ни дојдовте. Професор Петар Колевски, се видовме неодамна со вас, добре дојдовте повторно во Македонија наутро, и Александра Кутовска. Добре дојдовте. Сите професори заедно на концерт понеделник. Освен нас тројца учествува Милена Тодоровска-Муруговски, која што е виолинист, исто е професорка во музичко. Потоа имаме на контрабас Зоран Павловски, кој што е од опера, човек работен во опера. Имаме Љупчо Колевски на хармоника, имаме плюс двајца гости, хармоникаше Зорица Каракутовска, која што е професорка на факултетот, и Филип Стаменски, кој што ни е колега во центарот. Да, мислам дека сме тоа сите. 13 композиции, ако не грешам, ќе има многу што да се слушне. Ова се композиции кои што се предпоставувам, не сум музичар, меѓутоа од она што можев јас да слушнам, иземајќи ги македонските танга на интернет, воопшто не е едноставно да се изведувај. Дефинитивно. Овие композиции, првиот блок на композиции, значи, грото од нив се, да кажеме, композиции кои што ги изведува бенд. Значи, Пинк Мартини е бенд кој што е светски познат, ние изведуваме композиции од неите. И оно што е интересно за овие 4 последни, аранжманите, музиката и текстот, мислам, аранжманите на Либницки се специјално направени. За мене се специјално Да, направени, специјално за и тоа е интересно. Па да, знаете како, може би баш Билјана тоа што го кажа, може би мојот темперамент, може би љубовта кон ета шпанската музика и љубовта што всушност што се опеува во тангата, некако е инспирација за токму за мојот глас, за Сашо Либрински да напише музика, а Бранко Сотировски да напише текст. Во текот на вчерашниот ден со професор Билјана се договаравме за разговорот и вели ќе се пее на македонски јазик. Да. Мене ми дојде тоа необично, бидејќи никогаш до сега не сум слушнала изведбата на македонски јазик. Ова е прв. Верувам дека ќе биде убаво да го слушне публиката, можеби ќе биде чувството необично на прв поглед, меѓутоа така, значи јас доживувањето е посебно кога пеете на својот мајчин јазик, го пренесувате, а слушателот ве разбира. Тогаш и тој што изведува може да каже, значи да се искаже дефинитивно тоа што он го чувствува, а и слушател да го прими онака како што го искажува изведувачот. Тангото на македонски јазик е еден предизвик затоа што ние кој ќе се спомне танго секогаш, пак ќе речем, некој врзува кон Шпанија, Аргентина и така натаму, секогаш слушаме ја слушаме таа музика, не привлекува. И сега кога ќе го разбират јазикот, мислам дека ќе биде многу поголемо чувството во двете, значи и слушателот и изведувачот. Верувам дека музеот на македонска борба ќе биде третон понеделник, но што ме интересира, ќе има ли можност да репризно издание? Ние се надеваме дека ќе биде третон, јас би сакала само да изразам благодарност кон веќе ги помна Александра, Сашо Либрински и текстописецот на тие композиции Бранко Сотировски. Да кажам дека тоа се сега само 4 танка, дека ние сме со мисла и со идеја да се реализира, значи, бројката на тие танга да биде поголема, че Либрински ќе направи аранжмањата уште повеќе. Се надеваме дека ќе имаме можност да ги снимиме, да направиме една CD и да планираме понатаму да настапуваме. Баш дали сега овие танга оваа година не знам, најверојатно ќе почекаме да се завршат сите аранжмански, па потоа наредната година веќе да ги пласираме како цела вечерен концерт. Преди тоа што нашиот концерт е финансиран од Министерството за култура, влезете слободно. Понеделник почнува во 12 часов. Ви благодарам многу за гостувањето. Понеделник се гледаме во